Ти пишуваш, ти вика, ќе те пречека некој не знам што, ти пишуваат пораки со секакви закани, мислам, нели отрпнуваш на тоа, ама не знаеш каде можеш и ќе да добиеш, мислам, тоа не ти гарантира дека само заканата е напишана или пратена по телефон. Така ни одговори новинарката и уредничка од неделникот Фокус, Ирена Мулачка, на прашањето дали се чувствувате безбедна како новинарка. И ние не пишуваме и не работиме за некој да го линчуваме, туку јавна личност е, мислам, наша работа е да ја обсервираме неговата работа. Новинарката Мулачка, заедно со незината колешка Валентина Вурмо, подолг период беа метена напади со навредливи текстови преку порталот Доказ. Почнав серијал текстови за градоначалничката актуелна на Скопје, Даниела Арсовска. После неколку текстови, Маријан Стаменковски Доказ објави серијал кај него текстови против мене, мислам со најголеми навреди, потенцирајќи дека се работи за моите текстови поврзани со самата градоначалничка, како сум се дрзнувала да пишувам за неа. Собственикот на Доказ, Маријан Стаменковски, на почетокот од минатиот месец доби затворска казна за уцена, пиратерија, како и за ширење расистички и ксенофобичен материјал. Сепак, тоа е еден од малкуте случаи што добиле судска разрешница, а во кои новинарите и медиумските работници биле мета на напади. Факт е дека има едно благо зголемување на трендот на закани и на напади кон новинари, што укажува на тоа дека општеството во целина се уште не е спремно да се соочи со јавната реч на начин на кој што би требало едно демократско општество да се соочи. Според регистерот на Сдруженијето на новинарите, лани биле евидентирани 7 случаи со напади врз новинари и врз медиумски работници. Дел од нив се вербални, дел се преку социјалните мрежи, но има и физички напади, меѓу кои и напад со секира врз медиумска екипа. Освен проблемот во општеството, секако е во голема мерка и во правосудните органи, бидејќи неказнивоста кон нападјачите се уште е многу висока. Според обвинителката Искра Хадживасилева, која Скопското јавно обвинителство лани ја назначи да ги координира предметите поврзани со безбедноста на медиумските работници, почнал да расте бројот на така наречени онлайн закани. Новинарските асоциации исто така укажуваат дека расте бројот на закани, навреди и хибриди напади преку интернет. Но проблемот е што ние иако укажуваме, истражните органи и обвинителството и МВР не ги зема за сериозно овие видови на напади, дури ги третираат како нешто бенигно, голема работа, ве навредил некој. Медиумските работници во февруари годинава конечно го добија тоа што долго го чекаа. Измени во кривичниот законник, со кои нападите врз новинарите ќе се сметаат за напад врз службено лице. Тоа подразбира и затворска казна. Чекаме да ги видиме допрва ефектите од тој закон, како и на кој начин ќе се имплементира, меѓутоа не само што чекаме, туку интензивно работиме и со обвинителствата и со судовите во насока на тоа да се имплементира на начин кој што ќе овозможи вистинската правна заштита на новинарите. Не можеш да се крстиш во нашето судство, ти не знаеш, мислам, кој судија и како може да заврши целиот судски процес, ама во секој случај ова во моментот што е, мислам дека е окей. Нека внимава секој кој ќе се дрзне да нападне новинар или медиумски работник, затоа што може да заврши до 5 години во затвор. За сега немаме бројки, се надевам ќе останеме на таа позитивна и очекувана 0. Денеска се одбележуваат 30 години од прогласувањето на 3 мај за Светски ден на слободата на медиумите. Според ланскиот глобален индекс за слободното новинарско работење што го објавува меѓународната организација Репортери без граници, Северна Македонија беше рангирана на 57-то место од вкупно 180 земји. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.